Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска, моја гостинка да биде Викторија Трајков, заменик министерка за европски прашања, универзитетска професорка. Добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Викторија, да започнеме со она што се случува низ светот, но поврзано со приказката за македонските евроинтеграции. Што ова што се случува денеска, оваа војна во Иран, секако тука е поврзана и војната во Украина и сето оно друго во светот, покажува во однос на проширувањето. Што значи ова за проширувањето? Дали ова сепак покажува дека една постабилна унија, која што би била поголема унија, Западен Балкан, во неја и сето тоа, би било добро нешто и за Македонија, но и за Европската унија? Апсолутно. Како и да е, секоја војна е лоша каде и да се случува. Во моментот навистина има доста отворени полиња во светот и сметам дека за ниеден народ не е добро да биде во војна и да има една таква нестабилна ситуација во сопствената држава, но на кое што апсолутно се рефлектира и на Европската унија, и на нашата земја, индиректно и така натаму, е моменталната ситуација која што во моментот се случува во светот и мислам дека реперкусии на секаде има, дневно политички теми се секако и ова што се случува и кај нас, така што се надевам дека само побрзо ќе заврши и дека сето ова ќе биде само едно вчера, а нема да биде некоја иднина скорашна која што ќе ја гледаме понатаму. Сепак, дали ова може да поттикне некои прашања во Унијата и да размислат малку, да го стават, да не речем прстот на чело и да речат дека треба да дигнат малку рач наоколу на противење што го прават не само за Македонија, тука зборуваме за целиот регион, меѓу другото тука се да и Украина, Молдавија и останати. Апсолутно, фокусот моментално пред да се случи ова беше повеќе на Украина и Молдавија и на сето она што се случува со Русија, но сега кога веќе имаме уште на едно место исто војна, пак е фокусот некако разлиен и затоа сметам дека колку повеќе има членки во самото европско семејство, каде што сметам дека треба да бидат и земите од Западен Балкан, секако ќе биде една посилна унија која што секој од себе од свој аспект ќе придонесе да бидат условите поразлични, но и начинот на функционирање внатре во унијата. Зборуваме за Европската унија, зборуваме за реформска агенда, зборуваме за имплементација на реформски закони, на сето она што се случува, го правиме тоа веќе реално 21 година од 2005 година од кога сме кандидати, но како би го оцениле оној баланс кој што е помеѓу формалното исполнување на чекорите и реално нивната суштинска имплементација? Да, балансот покажува солиден напредок, колку и тоа опозицијата да го испревртува и да изгледа, да сака да изгледа во јавноста малку поразлично. Бројките покажуваат дека ние навистина се движиме во одлична насока, особено после последните избори кои што се случуваа во Македонија и оние реформи и таа реформска агенда, односно сите тие обврски кои што ги имаме превземено под документот реформска агенда за период 24-27, ние навистина солидно се движиме напред, имаме солиден процент на исполнетост, но и имплементација на самите реформи, што покажува дека нашите институции не се така лоши како што сакаат да ги прикажат, односно дека самите институции имаат капацитет да се реформираат, односно да го сменат начинот на работа и секако сето тоа да биде рефлектирано за подобро утре на граѓаните, односно да може граѓаните да функционираат малку подобро. Во исто време постои јасна свесност дека нормално Европската комисија става поголем акцент на имплементацијата на самите работи и затоа ние на самите реформи и затоа ние имаме и чести мониторинг мисии кои што доаѓаат и правиме пресек, така што мислам дека и ние како Министерство за европски прашања кои имаме координативна улога во целиот процес, навистина навремено одговараме на сето она што се случува. Некаде сме подобри, некаде помалку добри, но можам да констатирам дека не сме лоши во однос на останатите земји од Западен Балкан. Кога би правиле една споредба каде сме најдобри, да речем, каде сме најслаби, како би ги поставиле? Во моментот можеби дека тоа е најголем предизвик на сите земји е дигитализацијата, односно да бидеме во чекор со новото време. Навистина сме добри во тој домен. Исто така во енергетиката, во јавната администрација, малку помалку, односно процентуално забавување имавме во правото, но секако дека тие реформи некаде на крајот на март месец ќе има пресек и ќе видиме дека и таму
таму веќе се реформите полека забрзани и средени и имплементирани, така што горе долу можам да кажам дека ние солидно чекориме кон патот на исполнување на обврските превземени со реформската агенда. Секогаш во сите извештаи можеби најконкретни забелешки има токму околу владењето на правото. Од секогаш било тоа, од самиот почеток буквално на преговорите, се засилува и опаѓа во текот на годините, но повторно секогаш правосудниот систем, владењето на правото е секогаш најкритикуваната работа. Затоа се и оние анкети не само на Transparency, се туку извештаите и на Европскиот парламент, на Европската комисија годишните, на State Departmentот, сите секогаш можеби како најголем проблем го нотираат моментот на владењето на правото. Како ова влие реално врз македонските евроинтеграции? Точно. Значи, владењето на правото е секако темелот на секој процес, кога веќе се оценува одредена држава до каде е со реформите и затоа тој процес почнува и завршува секој реформски процес во одредена земја, така и со реформската агенда. Она што е навистина забележително беше ниската доверба на граѓаните кон правосудниот систем, како што кажавме, и тоа го покажа анкетите некаде под 2%, и сето она кое што како случај јавноста и новинарите го откриваат и невладиниот сектор исто така дава забелешки и се на еден начин се противи на она што се случува, што е навистина нормално, затоа што сметам дека навистина во доменот на владењето на правото ние бевме можеби најкатастрофални, едни од најкатастрофалните, ајде да не бидеме најлоши, но бевме едни од најкатастрофалните држава, но она кое што особено ме радува, посебно како дел од Министерството за европски прашања, е дека полека реформа по реформа ние со роковите кои што ни се дадени во таа реформска агенда навистина ги исполнуваме сите оние реформи кои што се зацртани и верувам дека на следната анкета не може да биде полошо, него ќе биде подобро. Она што се случуваше со претходната влада навистина беше нешто за кое што го фрапираше секој еден кој што ќе доеше и ќе прашаше чекајте вие колку имате доверба во судството, во правосудниот систем, и кога ќе кажавме 2%, малку беше така со непријатна реакција од луѓето од страна, затоа што не верувам дека во друга држава се случило некаде да има доверба во правосудниот систем, а да биде некаде помалку од 2%. Беше 1% во еден период за обвинителството, 2% за судството, дефинитивно да не верувам дека во пошироката околина, не па во Европа се случувало тоа, но еве, кои се реформите кои што се приоритетни за да се задржи ова темпо на извршување? Да, наш прв приоритет беше судството и тоа е во неколку пати премиерот го кажа во неколку наврати, затоа што сметавме дека тоа е единствената алка која што ние како држава мора подитно да направиме да биде подобро, односно да ја смениме состојбата од корен, затоа што навистина беше неиздржливо мимо такви бројки кои што излегуваа во јавноста дека граѓаните не веруваат, но исто така реформите во јавната администрација се од реформската агенда и навистина се спроведуваат, но исто така дигитализацијата, таа зелена агенда, некои реформи во енергетиката, така да имаме некои си 5 до 6 столбови кои што навистина беа многу важни, но она што навистина важно е да се напомене дека реформската агенда која што е во тој период 24-27 година, ние треба да ги искористиме тие средства кои што треба да ги алоцираме во државата и сега за сега со рокови сме доста добри. Дали, како што вика опозицијата, не баре на секој прес сме катастрофа со реформската агенда или сепак не е баш така работата? Која е реалност? Можеби реформската агенда околу реформирањето треба опозицијата малце внатрешно да се погледне, а инаку на државно ниво ние со реформската агенда покажуваме солиден напредок и тоа ќе го констатира и ќе го констатира Европската комисија, затоа што како што кажав и на почетокот на интервјуто, навистина реформите се имплементираат и секоја една институција под координација директна на претседателот на владата Христијан Мицковски, навистина макотрпно се работи за да може да ги исполниме, иако можеби некаде заради изборите ние малку забавувавме со напредокот, но треба да се каже и треба да се признае дека навистина ова е еден документ кој што сме го превзеле и треба да го имплементираме се со цел граѓаните да се чувствуваат подобро во живењето во оваа држава. Во секоја можна прилика не пропуштаат европските представници, зборувам за Европската унија, не зборувам за представниците на државите, нели?
она бирократијата да ги споменат бугарските, нели, барања, односно вносот на бугарите во уставот. Поминува време, тоа на сите ни е јасно кој ни го направи тоа, кој го остави тоа кукавиче јајце, но еве, останува услов, постојано, реформите и ќе не пофалат, ќе кажат таму сте добри, таму сте лоши, во однос на честопати кажа и дека сме шампиони. Истата таа Марта Кос, која што, нели, постојано не куди за тие уставни измени, дали е тоа возможно или останува како што е ставот, онака како што треба? Кај нас ставот е непроменет и тоа го кажувавме и во опозиција и сега кога сме во опозиција, односно ја водиме државата, така што премиерот јасно и гласно кажа и мислам дека треба готово да ја затвориме таа тема, затоа што ние не отстапуваме од црвените линии кои што ги имаме зацртано претходно, 100 пати кажано во јавноста и мислам дека не треба веќе ниеден граѓанин во Република Македонија да има апсолутно било како сомнеш дека ние би биле можеби налик како претходната влада, апсолутно не. Ние сме државнотворна партија, ВМРО-ДПМН е партија од народот и за народот, така што ние не отстапуваме од тоа. Да, кога веќе станува збор за тој европски пат, многу е важно реформската агенда, повторно да се вратам на таа тема, да ја завршиме како што треба, како една домашна задача заради нашите граѓани, но сето она кое што останува е на небулозната ситуација со еден од нашите соседи, со отварање, условот за отварање на уставот и така натаму, но тоа нема да се случи и нашите позиции по тоа прашање се веќе јасни и мислам дека веќе затворени. Како гледате на она исто така константно сипање на песок во сојузничката осовина, што би го рекле, токму и повторно од едната иста страна се вика СДС, постојано тие се оние кои што меѓу другото ја замесија целата каша, кои што го донесоа тоа кукавиче јајце, го прифатија тој француски предлог во време кога сите викаа да не го прифаќаат, вие како опозиција, ние народот на улици десетици илјади, го направија тоа, го оставија, сега тие се оние повторно кои што не пропуштаат во секое можно интервју на врхушката да кажат дека вие сте виновните за тоа што не го прифаќате тоа кое што тие го укашка, да речам слободно. Па мислам дека нашиот народ сипање на песок ја уништува унисоноста и унитарноста на македонскиот став и отвора простор и за бугарите и за останатите да речат па еве има и такви кои што го прифаќаат. И па тоа е разликата меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ и владењето на ВМРО-ДПМН и владењето на СДСМ, државнотворноста, односно мислењето на последиците кон државата и сметам дека тука и не треба многу да се споредуваме затоа што македонскиот народ е многу мудар народ и точно знае да оцени кој, кого и како работи и за чии интереси работи, така што не би ги коментирала понатаму сите тие пресконференции или прес памфлети на опозицијата. Тоа е нивна работа, нека продолжат да излегуваат еве со некои можам да кажам чудни прес конференции, па потоа да се извинуваат како кон мене во еден случај и така натаму, но она што е многу важно е сите ние како влада и заедно со граѓаните, невладиниот сектор и секако меѓународната заедница да пробаме заедно да се работиме нешто навистина овој народ веќе после толку понижувања да види дека навистина има луѓе кои што ја водат државата и може да работат за негово добро. Од една страна е опозицијата, еве имаше едно интервју вчера од една подпредседателка на СДС, Фани Сорос ја велат, која што меѓу другото сама та кажа кога дошла во партијата знаела 2-3, а кога се врати вториот пак при оној камбек, мислам дека еден знаел бидејќи двајцата едниот отишол во Знам, другиот отишол во Левица, но не се, таа буквално кажано вчера ве искара зошто не сте работеле, тоа е од рубриката верували не, на консолидација на македонскиот народ кој што сте го делеле, наместо да го обедините за да се изгласаат измените на уставот и да се внесат бугарите во уставот. Што е проблемот тука? Од другата страна, во моментот во Европскиот парламент се случува една тотална, апсолутна демистификација на бугарските барања. Имаме една 120 амандмани кои што се по-ултрашовинистички здравје, кои што задираат во идентитетот, јазикот, историјата, се што не треба, нели? Сега, тие не го гледаат тоа во опозицијата, го гледа еден
Вајц, известителот наш, кој што исто така, нели, сака ова да го прекине и кој што отвори прашања дали е ова дозволиво, дека не треба да биде така, па сега бугарите се мобилизираат преку оние шовинистичките гласила, БГНС и останатите да удрат по европратениците бугарски кои што не размислуваат дури сите така и тие знаат дека се претерува работата таму, но ова не го знае македонската опозиција, само го знае буквално кажано целиот свет и Европа, европратениците особено. Еве ова што се случува во Европарламентот, како гледаш на тоа? Јасен доказ дека неке да е само бугарите во уставот целата приказка. Да, две работи има во прашањето. Првото е, ја го гледав излагањето на подпредседателката, подпредседателката на СТС. Точно. Веројатно нејзиниот фокус до сега биле некои други проекти. Можеби помалку време имала да се фокусира на внатрешните состојби на државата, што е легитимно од нејзина страна. Имала веројатно како експерт користена на тие проекти од Сорос и така натаму, но она што е многу важно е во моментот да се знае дека подгревањето на масло за кога се во прашање трети народи или бугари или вака и такви за отварање на уставот, навистина се тотално непотребни, особено кога станува збор за една сензитивна тема, затоа што во Бугарија стана политички маркетинг, кај нас е многу повеќе од сензитивноста, сега можеби ние 500 и кусур илјади кои што бевме на страната на ВМРО ДПМН сме повеќе загрижени од тие останати, но пак ќе кажам, во Македонија живееме, ние сме мултиетничко општество, каде што живеат не само македонци, туку и албанци, и срби, и бошњаци и така натаму, да не ми се наотат останатите што нема да ги споменам. Апсолутно и не гледам апсолутно никаква потреба од поделба на народот. Ако во нечии глави постои конструкција за поделба на народот, тоа значи недоверба на изборите, како што го доживеа дебаклот на последните избори. Така што не би препорачала понатаму во иднина да излегуваат со такви изјави. Сега кога ме прашавте околу состојбата во Европскиот парламент. Само пред тоа, бидејќи зборувавме за поделбата, дали повторно некој не знае нешто или не гледа нешто, 3 поред анкети последни, кои што беа на тоа прашање, покажаа дека 80 и нешто, над 80% од македонците и над 60 или 70 обично е бројката на македонските граѓани заедно се против прифаќањето на она што го налага францускиот предлог и внесот на бугарите во уставот, неаргументиран и таков како што е една страна. И сега 80% од македонците, некаде имаше и 86 на една анкета, велат не, а тие зборуваат за поделба. Кој Викторија го дели народ? Мислам дека живееме во паралелен свет и дека она кое што го сака македонскиот народ е да има држава стабилна, независна и кое што веќе нема да биде понижена на било кое поле, него ќе оди напред и децава нема да се заминуваат од Македонија, него ќе остануваат да живеат тука и ќе размислуваат за својата иднина и поколенија да им растат токму во Македонија. Може би еве на еден дел од хедонистите кои што нели се научени на малку подруги услови со користење на државни стипендии и така натаму да студираат надвори, да ги гледаат бенефитите на државна сметка. Јас мислам дека тука веќе не треба ни да ги коментираме тие изјави, затоа што она кое што го сака македонскиот народ е да функционира секојдневно, да има здравство, да има европеизација на Македонија, што значи дека сето она кое што го има во Европа, ние треба да го донесеме тука. Како ќе го донесеме? Само преку реформи и подобрување на секојдневието. Тоа значи подобро здравство, подобро образование, функционирање на систем, правен систем апсолутно, да функционира, да сме безбедни, значи да функционира Министерство за внатрешни работи, армијата да е на готовност, да бидат задоволни сите оние кои што работат во, да речеме, во таа армија првата борбена линија за не дај Боже што она што го коментиравме пред емисијата, така што она кое што нас ни се случува како некакви си политички изјави кои што се дел од таа поделба на по било кој остав на народот, навистина ги осудувам и не ги оправдувам и сметам дека малку треба повеќе да се свртат кон себе си, да не остаат ние вака убаво да си работиме заедно со народот, ова место да го направиме подобро место за живење. Така, посериозната тема ова не беше сериозна со
излезе за жал на Европскиот парламент и Да, она што се случува во Европскиот парламент е една реална состојба, затоа што веќе не може да се игра на националистичка карта и веќе светот оди напред. Луѓе во навистина во светот имаат други перспективи, други цели и навистина многу целат на многу високо. Ние се уште се занимаваме Гоце Делчев дали бил наш, ваш или така натаму. Се согласувам дека можеби на некоја маса каде што се професори, историчари, филозофи и така натаму треба се седне и треба да се разговара, но тоа не треба да стане топ тема во државата, ниту па да биде услов некоја држава да влезе во големото европско семејство. Јас мислам дека таа тема треба да биде дел од на историската комисија. На историската комисија, на тие професори, истражувачи кои што добро е да имаме и научни трудови и да носиме доста луѓе од Европа преку разни проекти како што се Horizon и Erasmus студенти, размени и така натаму и да им раскажуваме дека во даден момент ние некогаш можеби сме биле некаде заедно, но она кое што сега се случува и тоа кое што нели е дел од македонската историја не можеме да го избришиме и не е точно дека Македонија постои од 90-та година, така што тоа е тоа, сакал некој прифатил или не, тоа е на него, меѓутоа македонскиот народ и историјата си ја знае. Така што немаме дилеми во тој домен. Мислиш дека европратениците не ја знаат нашата страна и мислиш дека паѓаат под приказките кои што мислам дека ние имаме подкоп. Напротив, гледајќи ја фацијалната експресија нивна, потоа се е политика околу гласањето. Да, мислам дека ние имаме не се баш бугарски, напротив. Имаме ние политички подкупувачи од нашата држава и коте од рулја го постои се уште во одредени на Бикачка била така во одредени на одредени улици, во одредени локации. И некаде и грешно се брифирани, што не можам да ги обвинам во целост за нивните изјави или за нивните ставови, но на кое што е наш приоритет, и го почнавме од сам почеток, е таа офанзива за која што толку многу се едно време и се шегува, излегува на пресконференции и така натаму, но она кое што ние успеавме во година дена точно во стратешко одбрани места да ја раскажеме македонската приказна и што е уствари суштината на проблемот, дека ние сме народ кој што е државнотворен, кој што живее тука на оваа територија, нашата историја е таа, нашите црвени линии се тие и ние веќе не можеме да се дозволиме национални предавства и ниту пак национални понижувања. Така што полека на сите им станува јасно што се случува, но политиката е таква каква што е, фокусот на Европската унија моментално е на нешто друго. Сметам дека ние продолжуваме и понатаму со добро темпо да се раскажуваме македонската приказна по светот и успеваме во тоа. Кога ми направила споредба, ме наведе она што го кажа претходно на практикувањето на дипломатијата во оние 7 години, 2017-2024 и сега 2024 половината до сега скоро 2 години. Кои би биле најголемите разлики меѓу тогашната во наводници дипломатија? Знаеме што се правеше, како се коленичареше, безработноста беше основната одлика, ојкофобија, автошовинизам, самопрезир, многу самонегации во целата приказка. И сега, кои би биле најдрастичните разлики освен овие што ги споменав? Јас по некоја случајност бев дел од Македонското Министерство за надворешни работи од некаде од 2009 година и можам да направам споредба која е еволуцијата на македонска дипломатија. Тогаш немавме еволуција, тогаш имаме уназадување, апсолутно. И тој период кој што го спомнавме, апсолутно не се работеше за македонските интереси. Тоа народот го виде. Можеби на почеток нормално дека на секого од нас кој што е надвор од да речеме тој свет, не му беше јасно, но покасно веќе видовме дека ние едноставно моравме да смениме име заради нешто. Убава слика се направи тогаш, имавме доста журки, авиончиња, слики, селфиња и така натаму, но европско здравство без така е и злоупотреба на европското знамеце во парламентот, што беше навистина една небулоза и често нотиран во извештајот на Европската комисија, кој што ден денес си го провлекуваме од тој период.
така што последици имаме уште ние многу и можеби ќе ни треба еден цел циклус да се убедат сега европските политичари дека ние сме малку поразлични, односно не малку него многу поразлични од претходните. Но кога станува збор за македонска дипломатија, сметам дека ние се движиме во добра насока и јас знам колкав е трудот и на премиерот и на претседателката да си ја раскажат македонската приказна каде и да одат без разлика за која тема се работи на масите каде што нели се разговара, дали тоа се билатерални, триlaterални средби и така натаму, ние си го кажуваме нашто. Сепак случувањата околу нас и она што се случуваше во Брисел, зборуваме за 21 година кандидатски статус, зборуваме за 17 веќе години ќе биде од првата препорака за почеток на преговорите во 2009 година од Европската комисија директно. Придонесе за создавање на едно високо ниво на евроскептицизам, кое што секоја година е се повисоко и повисоко. Имаше некои лажни анкети, ќе речам, можеби од опозицијата лиферувани со некои нивни организации дека паднал, не верувам, но како и да е, за жал, не заради нас, туку заради некои недоследности, особено билатерални, првим беше Грција, сега е Бугарија, евроскептицизмот расте. Бугарија, особено поради неа, мислам дека го достигна сегашно неот максимум, но како и да е, еве, таму сме каде што сме, реалноста е таква или онаква, ти подобро знаеш, какви се вистинските и реални перспективи, европерспективи за Македонија во следните години? Да, нашите цели се јасни и мислам дека ние не отстапуваме од членството во Европската Унија и затоа и посветено работиме на тој документ кој што сме го превзеле, пак ќе кажам, како обврска од Европската комисија за да ги направиме тие потребни реформи во државата. Но она кое што навистина е добро и радува е тоа што секогаш првото, ама не функционираат македонските институции, што сега се покажа пока обратното, дека македонските институции со добра координација навистина успешни се и ги реализираат и имплементираат сите оние реформи кои што ни се зададени како задача, но во исто време можам да кажам дека ние сме една од најусогласените со европското законодавство во регионот, како држава, со процентна усогласеност од некаде, можам да кажам, од 40 до 50%, во зависност од кој домен гледаме. Така што ние апсолутно немаме друг компас освен да бидеме дел од Европската Унија. Продолжуваме ние да работиме, иако долго трае тој кандидатски статус и можеби кај народот веќе се појавува евроскептицизам, но тоа не е добро за нас, да знаете. Тоа е затоа што луѓево не веруваат дека може ние да бидеме дел од европското семејство, затоа ние со европеизација на Македонија, односно со спроведување на имплементација на реформите, можеме да покажеме дека ние сме стварно зрела држава за влез во Европска унија. Една е соработката со Европската унија, друга е соработката билатерална со земјите членки на Европската унија. Како стоиме на ова поле, не само со соработката и со поддршката од нив, но и може ли да се поработи и каде треба да се поработи на ова поле? Па ние добро стоиме во поглед на трговската размена со сите соседи и нормално со коридорот 8 и 10 кој што по некоја случајно споминуваат стратешки токму од нашата држава. И Министерството за транспорт и врски покажа дека навистина има капацитет, и Министерството за енергетика покажа исто дека има капацитет да може да се искористат најдобро што може тие два коридори и еве таа трговска размена дополнително да биде продлабочена со тоа што функционираме апсолутно како добри соседи и нашата стратегија како влада е да се одржуваат добрососедските односи и од тоа не се поместуваме и затоа не сакаме некои работи да, како да кажам, да бидат погрешно сватени од наша страна, но имаме црвени линии и сметаме дека како што ние го почитуваме соседот, така и соседот треба да не почитува нас. Во однос на другите земји, зборувам за членките на Европската унија, оние поголемите, помалите, како соработуваме со нив? Еве и со Хрватска има најава за некакво стратешко партнерство, го имаме истото со Унгарија, како стоиме со другите, со ние во година дена покажавме дека навистина имаме сојузници и дека тие сите меморандуми за стратешко партнерство не се само документ на хартија, туку и во пракса и од унгарскиот кредит или од тоа стратешко партнерство, навистина во општините почна да се прават стратешки проекти кои што до вчера точно капитални проекти
цели кои што до вчера на пример не биле ни замисливи дека може да се реализираат. Истото се случи и со Британија, иако проба и тоа да го спинуваат, да го носат во една погрешна насока, така па го ставивме британскиот амбасадор во една нелагодна ситуација неколку пати да објаснува во јавноста дека не станува збор за мигранти и така натаму, туку за едно пријателство кое што особено го поздравувам. САД, Соединетите американски држави се наш стратешки партнери, одлично имаме соработка, Турција и сите оние земји, апсолутно Македонија до сега никогаш немала проблем ниту билатерално, ниту со било која друга земја, но она кое што навистина е забележително е дека ние продолжуваме со склучување на такви соработки, ајде да ги кажам меморандуми за пријателство, затоа што навистина значи кога една поголема држава со поголем буџет, со повеќе економски можности стои позади тебе, односно за рамо до рамо си со таа држава и навистина имаме бенефити ние и нашите граѓани од сето тоа. Така што тоа не е само парче хартија, него се применува и во реалноста. Трагикомичната тема наречена мигранти имаат уште 6 дена да се исполни. Требаше во март да дојдат. Може би имале некои информации дека нешто ќе се случува на Блискиот Исток или не, но еве, не се случи. Мислиш дека за овие 6 дена ќе дојдат или? Па нема најавено авиони, ниту па пешки може да стигне за 6 дена, но како шалата на страна, небулозна е темата и сметам дека тоа што се проба да се направи навистина не беше во ред, пред се заради сликата на Македонија спрема Велика Британија и пак ја кажам во непријатна ситуација го ставивме и амбасадорот кој што еве требаше јавно неколку пати да едноставно демантира дека станува збор за такво нешто, но тука не губи ВМРО, не губи владата, тука губи Македонија и погрешна слика дава Македонија како држава и затоа пробавме неколку пати да објасниме, да кажеме и така натаму, но тие си ја тераат таа лента и тоа е тоа. 6 дена се прекратко за ние да имаме мигранти кои знае од каде, така што мислам дека и тој небулозен прес ќе биде еден обичен памфлет кој што нема апсолутно никакво значење, а ние се приложуваме да работиме посветено за доброто на граѓаните. Отворена на посериозна тема, денеска токму зборувавме за соработката со соседите и регионалната соработка. Премиерот промовираше една идеја дека да работиме заедно, да настапиме заеднички регионално на енергетскиот пазар. Како гледаш на ова? Да, премиерот го слушав сношти во Заспи ако можеш. Навистина едно одлично интервју. Прво затоа што многу работи мислам дека се веќе појасни и кои се плановите во која насока ќе се движи Македонија. Одлична иницијатива, особено кога станува збор за соседи. Како што кажав, нашата цел е добрососедските односи само да се негуваат и да се продлабочуваат. Значи тоа да биде да имаме бенефит од сето тоа што сме соседи, дел сме членки на Европска унија, дел не се, но нешто нас не поврзува, тоа е местоположбата каде што се наоѓаме и така што мислам дека ако се изваде максимумот во меѓусебната соработка, па и во полето на енергетиката како што тоа го презентираше премиерот, навистина ќе донесе еден голем бенефит за регионот затоа што гледаме што се случува и на тој пазар, недостаток од енергенци и така натаму, така што мислам дека успешно работиме на еве тој добрососедски пат и може да се проба се да се спинува и да стане дневно политичка тема, но која трае само половина час после завршувањето на пресод веќе им е јасно на сите. Европските политики ги споменавме, сепак какви се, такви се, ние не можеме да влијаеме врз нив, можеме да влијаеме врз Македонија и она што се случува кај нас, но како тие, како европски политики, влијаат врз младите во Македонија? Па доста влијаат, затоа што пак ќе се вратам на анкетите со евроскептицизмот. Евроскептицизмот е непријател на европската агенда на Македонија и затоа не сме да се случува тоа. Затоа што па и довербата во институциите е примарна кој што ние треба и работиме со оваа реформска агенда да го смениме, затоа што веќе не се заминуваат луѓето, односно од Македонија не се заминува само од економски причини, што е нормална, ајде да кажам,
појава, но се заминуваат од нефункционалноста на системот и веројатно од разочараноста во институциите. Она кое што навистина во моментов може да го кажам е дека младите, особено во тој дигитален свет, навистина гледаат една одлична можност да останат во Македонија и тој тренд треба да расте. Секое заминување на секој млад човек од државата е голема загуба за самата држава и сметам дека мора сите заеднички, ние како влада, медиумите, невладиниот сектор и така натаму, да работиме на, ајде да кажам, преубедување на тој кој што смета дека треба да си замине. Имаме уште многу теми за зборување и за отворање. Ќе зборуваме токму за начините како да го направиме тоа, да ги задржиме младите дома. Меѓу другото, ти си универзитетска професорка. Многу теми се пред нас. Ќе зборуваме и за жените. Ти си сепак жена во политиката, нешто што не е нели најчеста работа за жал и во Македонија. Со нас е Викторија Трајков, заменик министер за европски прашања. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Викторија Трајков, заменик министер за европски прашања. Завршивме во првиот дел токму со младите и начинот како тие да се задржат дома. И како универзитетска професорка и како заменик министерка го протежирате тоа да најдете начин, да се најде начин и младите да останат дома. Многу сложено, комплексно прашање реално, но еве, како да ги задржиме младите дома? Јас мислам дека она што е многу важно е да се врати довербата во институциите, прво и основно, затоа што тоа е можеби најголемиот проблем зашто младите си заминуваат од државата. Секако мерит системот е многу важен и затоа се прават тие реформи во јавната администрација за да тој мерит систем да биде објективен и да нема ваши и наши, партиски или непартиски така натаму, него се она кое што важи во светот во смисла на тоа кој какво образование има, какво CV, портфолио и така натаму, врз основа на тоа да си го земе и своето заслужено место. Она како втор столб, ајде да кажам, кој што може би е детектиран и е секако економската перспектива и можностите кои што би ги нудела државата за да остануваат тука. Затоа се тие реформи во дигитализацијата, во енергетиката, она што го најави премиерот синоќа и така натаму. Значи можности едноставно луѓето да си ја гледаат својата економска иднина тука. Некаде прочитав дека навистина има голем процент на млади луѓе кои што работат ремоут, односно од дома, од Македонија за надвор, и тоа е исто така легитимно, затоа што можеби Македонија би била една добра земја со одлични услови каде што младите ќе веруваат во системот, ќе живеат, ќе работат за нас, може и одредени сати да ги работат и за компании широко низ светот, што исто така случај за и многу други и посериозни земји од светот. И третиот и можеби е најважен, пак ќе се навратам на првиот, односно пак ќе оставам како трет, довербата во институциите, кој што е повеќе од важна, затоа што секој од нас барем еднаш во текот на денот посетува одредена институција и ако е задоволен од работата на институцијата, навистина нема да има потреба да бара среден систем. Тоа е најчест одговор зашто е напуштате државата, заради средениот систем. Не е и така се розево и надвор кога се оди, но може би достапноста до тој виртуелен свет прави една погрешна слика за тие системи кои што мислиме дека се средени, но пак ќе кажам, ако треба да се навратам кон Македонија, овие се два столба кои што навистина ни се наши приоритети и ние како влада посветено работиме на нив. Враќањето на системот, како да се направи тоа, имајќи предвид дека нели 2 години скоро да ги речеме, работите на тој ремонт, да не речем, или перестројка на оној урнистан, девастиран, тотално разрушен систем, кој што полека се враќа, но ќе му треба време. Мислам дека Safe City покажа многу дека може да се направи. Тоа сега во тек, како што кажавте и самата, се реформите во правосудството кои што се во тек, ќе се актуализираат уште повеќе и повеќе. Мислам дека тоа е една од најболните точки на младите, бидејќи кога немаш доверба во судството, во правната држава, што повеќе останува, но Safe City, момент кој што покажа дека ако се сака и ако се направи нешто како што треба, и при тоа се даде и оној грейс пробен период за да луѓето се навикнат, се сеќават 120.000 беше прекршоци првиот ден од активирањето на Safe City, за да сега паднат на
И да имаме и денови кога немаме воопшто прекаш. Така, имаше еден ден без црвено светло минатата недела, нели, тоа беше прекрасен ден за Македонија, но еве, покажавме дека можело бидејќи тоа е начинот на кој што функционираат западните држави. Тоа е единствено така, со систем и почитување на правилата на игра. Кај нас тоа е заборавено нешто, беше она како до сега, ако помине, ќе помине, ако не. Еве обичен пример во сообраќајот кој што е многу битен, особено за безбедноста на граѓаните, покажа дека работите сепак може да се поместат од таа мртва точка и дека ништо не е непроменливо, дека граѓаните сепак знаат да го направат тоа што треба. После толку за жал изгубени животи во сообраќајки на пешачки премини така натаму, Safe City навистина покажа дека имаме зрела институција која што може да го спроведе како систем, но исто така и народ кој што ќе биде послушен и кој што ќе биде дисциплиниран и ќе го почитува, што и покажа дека кога граѓаните и институциите работат и имаат иста цел, значи дека успехот е неминовен. Навистина еден систем кој што е добар, кој што покажува резултати и можеби не се 100% сменети состојбите, но навистина одиме на една подобра состојба, особено во возењето низ град. Некогаш можеби нервозно, особено на сабајле кога одиме на работа, но секаде така, не само по Европа, туку и по светот, си како што кажа Вте Лјупчо, има правила на игра каде што мора да се почитуваат и нема како до сега, нема мои твои, него пред системот сите треба да бидеме исти. Тоа е единствениот начин и младите да веруваат во институциите, но исто така и секој оне и повозрастен граѓанин кој што живее и своето после пензионирањето, остатокот од животот си го гледа во државата, а не надвор, навистина ќе има едно безбедно место за живење каде што ќе може да се движи, а не да се плаши цело време да не некој го прелета за да не дај Боже настане несреќен случај. Кога станува збор за правниот систем, мислам дека во анкетата која што излезе првичната, ако не се лажам, поголемиот дел таргетот беше од 18 до 27 или 28 години, каде што покажавме дека тие 2% од прилика се кај можеби најмладата популација. Се чуваат апсолутно предмети во фиока, непостапување и така натаму, што навистина даде една многу лоша слика за нашиот систем. Воопшто граѓаните да не веруваат во правдата, но полека сметам дека со реформската агенда, со правилни потези во правосудството и со реформи во правосудството, ние навистина можеме и таа состојба да ја смениме. Стереотипите се менуваат, тоа го покажа токму и Safe City. Моментот живеевме во една ситуација во која што беа оние висовите ме удри, коите удри еден шапшал помина на зелено, нели? Да. И сите тие работи видовме дека се менуваат, но имаме се уште стереотипи во општеството, особено во однос на жената. Еве ти си жена која што работи во една институција каде што нели сепак ние сме патриархално општество, да не се лажеме, сето нас со кое што се соочуваат и се соочувате нели вие како жени. Како е да се биде политичарка и еден лидер во една ваква институција која што се занимава со евроинтеграција? Па обичниот граѓанин, луѓето со кои што ние се среќаваме секојдневно, затоа што ние не седиме во канцеларија и не е само фотелијата приоритет како што беше случај со претходниците, односно со претходната влада, ние одиме постојано на терен и обичниот граѓанин навистина не прифаќа нас жените во политиката, особено кога гледаат еве млада мајка на 2 деца и така натаму, универзитетски професори и се останато, затоа што нашата цел е непосредно со граѓаните и затоа веројатно имавме и толку голема доверба на последните избори. Инаку е генерално во политика жена е многу тешко. Првенствено затоа што веројатно секој си дозволува да си каже се, особено социјалните медиуми, но пак ќе кажам, обичниот граѓанин ја цени работата, трудот и како ние ја представуваме државата не само надворешно, туку и внатре. И мислам дека јас ја имам поддршката од македонскиот граѓанин и навистина сум особено горда кога ете така некаде непосредно ќе ме сретнат, но генерално гледано сите оние навреди кои што ги има по социјални медиуми се генерирани од еден или два центри кои што нас не се добро познати и веројатно тоа е една иста матрица која што не може никако да излези веќе 30 година скоро во државата, но како на крајот на денот многу е важно што мисли македонскиот граѓанин, а не неколку луѓе кои што имаат еве така еден погрешна насока во воспитувањето, па коментираат за жена како изгледа и сето тоа, значи може да ни се замери
намери се, сите очи исто не гледаат, но работата и резултатите си го покажуваат кој колку е посветен во сето тоа. Еве за крај, зборуваме за Европската унија, за Македонија, каде ја гледате Македонија за 5 години, еве да речеме од сега? По Македонија ја гледам како дел од европското семејство, затоа што мислам дека ние и повеќе од заслужено. Затоа ќе кажам, домашната задача е многу важна да си ја завршиме, реформската агенда да ја исполниме, можеби нема да бидеме 100% успешни, но мислам дека ќе бидеме во првите 3 од регионот кој што успешно ќе ја заокружиме, затоа што ако се движиме со ова темпо, пак ќе кажам, со координација на премиерот, навистина институциите добро си ја работата продолжуваме понатаму и мислам дека ќе бидеме ќе го добиеме заслуженото да бидеме дел од таа долго посакувана Европа, но пак ќе се вратам на почетокот на интервјуто, многу е важна европеизација на Македонија, условите да се сменат тука за живот, па после тоа ние да се стремиме кон сето тоа. Значи во вториот мандат да очекуваме така. Па можеби да. Благодарам. Благодарам. Ми беше чест што бевте магусин. Благодарам на поканата. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.